Вие сте на програмата на ТВ Стар. Ова е Флеш Интернешнл. Нов бомбашки напад на бомбаш самоубиец во ливанскиот главен град. Бомбашот самоубиец се разнал во јужниот дел на Бејрут во близина на контролен пункт на безбедносните сили, при што било оштетено и кафуле кое се наоѓало во близина, соопштуваат ливанските безбедносни представници. При експлозијата загинал бомбашот, а повредени се неколку луѓе кои во кафулето го гледале светското првенство во фудбал. Експлозијата се случила во главно шиитски муслимански кварт во јужен Бејрут, населен од страна на симпатизери на шиитската група Амал, сојузник на милитантното движење Хезболах. Земјотрес со јачина од 8 степени по Рихтеровата скала утрово ја погоди Аљаска. Сеизмолошкиот центар за земјотреси на Аљаска објави предупредување за опасност од цунами, но подоцна предупредувањето беше повлечено. Интензитетот на земјотресот кој е регистриран во 12 часот и 53 минути по локално време најпрвен бил проценет на 7,1 степени, но подоцна било соопштено дека се работи за јачина од 8 степени. Епицентарот на земјотресот бил на околу 20 км југоисточно од островот Литл Ситкин на длабочина од 96 км. Сирија го предава целото регистрирано хемиско оружје. Шефот на Организацијата за забрана на хемиското оружје Ахмет Узумуцу изјави дека последните залихи од декларираните 1300 тони хемиско оружје се натоварени во бродови во сириското пристаниште Летакија, од каде ќе бидат однесени на уништување. Сирија се согласи да го предаде својот хемиски арсенал до 30 јуни, откако Соединетите Американски држави се заканија со казнени воздушни напади по смртоносниот напад со хемиско оружје врз предградие на Дамаск под контрола на бунтовниците. Јужнокорејскиот кандидат за премиер поднесе оставка поради своите контроверзни изјави. Премиерскиот кандидат Мун Чанг Кеук беше критикуван во коментарите во црква дека било Божја волја Кореја да страда под јапонската колонијална власт на почетокот од 20 век. Тој е втор кандидат за премиер што се повлече од функцијата по поранешниот судија на Врховниот суд, кој поднесе оставка минатиот месец поради прашањата во врска со неговата голема плата по заминувањето од јавната служба. Во Франција штрајкува контролата за летање на париските аеродроми Шарл де Гол и Орли, при што се откажани 20% од летовите, соопштуваат од аеродромските служби во Париз. Нема големи промени во однос на цивилната авиација, која најави укинување на еден од 5 летови, главно кон јужните делови на Франција, Шпанија и Португалија. Авиокомпаниите навремено ги информирале патниците за укинувањето на летовите. Тоа беа денешните вести од светот. Следуваат вестите од истокот на Македонија.